а ние сме назад во студиото на Македонија денес и тука следува уште еден интересен разговор, особено е убаво кога зборуваме за жените кои што се успешни во својата професија, жени предприемачи, а има навистина голем број на успешни приказни кои што е вредно да се чујат и да ги инспирираат сите оние кои што сакаат да веруваат малку повеќе во себе и во можноста дека иако се можеби жени може да успеат многу повеќе и од голем број мажи. Ево ова делува можеби малку феминистички во утринскиот дел од Македонија денес, но приказните говорат дека тоа е навистина така, а доколку јас не можам да ви потврдам, ќе потврди мојата соговорничка и гостинка ова утро во Македонија денес, Нина Николик. Нина, добро утро и добре дете. Добро утро и добро ве најдов. Ви благодарам за поканата. Ви благодариме што сте тука, секако да поразговараме за ова иницијатива успешни приказни на жени предприемачи во Македонија. Како велите, веќе една година наназад се организираат вакви средби на успешни жени, што самото по себе говори дека има доволен број на жени кои што може да ги раскажат своите успешни приказни. Да, и од друга страна има доволно интерес и овие настани, оваа иницијатива си продолжува од лани од ноември кога започнаме ве скоро година дена. Секој месец организираме, имаме гостинки говорнички од Македонија претежно, меѓутоа имаме гостинки од странство кои што на некој начин ја раскажуваат својата приказна, како стигнале до тие лидерски позиции, како станале основачи на компании и целиот тој пат со што се среќавале, кога помислеле да се откажат, зошто не се откажале, за да ги инспирираат и останатите девојки во Македонија да ги превземат работите во своји раце и да не се разочаруваат дека иако се од Македонија или не знам од Балканот, дека не може да се направи успех во државата, регионално или во светски рамки. Што е заедничко со сите овие приказни кои што имавте можност да ги чуете во текот на неполна година дена? Заедничко за сите е само иницијативата. Тоа го гледам и кај себе, бидејќи се сеќавам јас студент кога бев на пример, знам дека беше ситуацијата нема работа, па сега што ќе правиме, па како ќе се сноѓаме. Малце бевме буквално сите како студенти оставени сами на себе, меѓутоа кога нешто ќе си го пронајдеш како пасија и ќе бидеш само иницијативен да преземеш активности, да учиш сега во денешно време онлайн, можеш буквално се да научиш и да се интересираш, да бидеш отворен за нови можности, тоа е заедничкото за сите. И упорноста веројатно на сите овие жени да успеат и да истрајат во исполнувањето на своите соништа и остварувањето секако на амбициите кои што ги имаат. Има ли доволен број пак на посетители кои што сакаат да дојдат и да ги слушнат овие женски приказни? Дали се тоа само жени кои што се во публиката или пак можеби доаѓаат и мажите да чујат како тоа жените го градат овој пат? Не знам зашто на мажите во им звучи како некое феминистичко движење, сите имаат сестри, мајки, жени, кои што им треба поддршката од нивна страна. Имаме неколку мажи кои што доаѓаат на овие настани, меѓутоа претежно 97% да кажам од присутните се девојки и жени. На првиот настан имавме повеќе од 100 луѓе, иако беше замислен да биде за околу 30 како мала група на луѓе за да се споделат тие приказни некако поинтимно. Меѓутоа прерасна во некој вид на конференција и еднашка месечно ги организираме во просториите на јавна соба со поддршка на швајцарската програма за предприемништво и стартап заедницата во Македонија. Кои приказни ќе ги чујат оние кои што ќе дојдат во овој месец секако да бидат дел од нечија успешна приказна? Имаме ли домашни гости и жени предприемачи или пак можеби некој од страна ќе ја каже својата приказна? Ќе имаме и домашни, ќе имаме и од страна, и меѓутоа би сакала да ги поканам сите да ја следат страната Womenpreneur Stories на Facebook. Таму ги објавуваме сите информации, ќе бидат информирани веднаш што ќе ги имаме говорничките. Да, значи се чуваат во тајно секако, но верувам дека сите оние кои што се поканети од прва прифаќаат да бидат дел од едно вакво дружење, една ваква иницијатива која што за цел има да мотивира. Дефинитивно од прва никогаш не сум имала некој да ме одбие, освен ако станува збор за тајмингот, па да презакажеме на пример за следниот месец, меѓутоа сите се сака да споделат својата приказна и да се запознаат со жени и девојки кои што на некој начин би можеле да им помогнат и да ги мотивираат. Колку се овие настани интерактивни, колку оние кои што се во публиката можат да искомуницираат и да ги извлечат сите оние потребни информации кои што нив би им значеле во понатамошниот развој и успевање во амбициите кои што ги поставиле пред себе. Мене ми е многу криво бидејќи на секој настан јас се трудам да извадам максимум од делот за прашања. Меѓутоа се уште важиме за некој вид на срамежлива публика која што не сака многу да поставува прашања пред сите. Меѓутоа кога ќе заврши настанот и кога станува тој дел за нетворкинг, за вмрежување, тука се случува многу убав
вид на спојување на едни со други, па разменување визит карти, па дури имам буквално посетителки кои што ги знам веќе многу добро, зашто доаѓа секој, на секој настан, така да е тој момент мислам дека е одличен по завршување на настанот, секогаш оставуваме дел за вршување. Да, отворено е секако за сите оние кои што сакаат да присуствуваат, како што кажавте, тука се социјалните мрежи, Facebook страната каде што може да дознаат кога, каде и кој се ќе може да чиви приказни ќе може да се чујат и да се. Да. Но она што би сакала секако да ве прашам, вас како иницијатор на оваа иницијатива, која женска приказна Нина Николич ја инспирираше? Која женска приказна мене ме инспирираше? Мислам дека искрено приказната на мајка ми, најблиска ми е, искрено, и она жена борец, до сега има сменето неколку работни места, никогаш не се откажала, и на некој начин тоа ме води во животот дека нема откажување, дека секој треба да си најде пасијата и да биде само иницијативен, отворен за нови можности и да учи, да напредува. Сметате ли дека нашето општество е доволно отворено за жените на високи позиции? Не, за жал. И сега спремаме да правиме истражување, меѓутоа ете има ретки примероци со кои што се гордеам, што ги познавам, што имам можност да работам и соработувам со нив. Меѓутоа имаме долг пат за да стигнеме до некое дури балансирано ниво, далеку сме од балансирано ниво. Често патувате секако и надвор од нашата држава, присуствувате можеби на некои вакви иницијативи во некој од соседните или други европски земји каде што можеби го концепирате и концептот кој што потоа го пренесувате овде кај нас, кои се разликите? Интересно е тоа што ова како иницијатива лани кога го започнав беше буквално бидејќи ги познавав тие жени, сакав да биде споделена таа приказна. И со самото тоа што имаме само Facebook страна, ги правиме настаните во јавна соба, овој настан имаше интерес и го реплициравме во Словенија во април, во Србија во мај, и многу интересно, бидејќи со мојот проект каде што работиме и во Перу. Јас бе поканета за некоја друга мисија, меѓутоа имаше интерес и од Перу, од Латинска Америка да се реплицира овој тип на настани таму кај нив. Каква е таму состојбата со жените во Перу, да направиме споредба со Македонија? Интересно е тоа што горе-доле на некој начин ист менталитет мислам дека има и во Перу, ќе кажам, или Латинска Америка. И стартап екосистемот, односно жените предприемачи се тука негде на горе-доле исто ниво. Меѓутоа имаат они многу поголема поддршка кога станува збор од поддршка од државата или државните институции, исто така и од инкубатори, акселератори кои што ги менторираат тие жени, што кај нас сега лека по лека почнува целиот тој процес. Да. Добро е што има вакви иницијативи каде што секако се изборувате за местото и за позицијата на жената во општеството. Кои се следни планови кои што можеби вам ви стојат како се уште нереализирани, а би сакале да ги реализирате тука кај нас во Македонија, се со цел да ја подобрите состојбата на жената? Следна иницијатива е сакаме да направиме едно истражување, а потоа би сакале овие жени кои што беа говорнички да ги ангажираме повеќе како ментори. За девојки кои што би сакале да продолжат, например, да ја следат нивната кариера и да им бидат на некој начин, има еден англиски термин job shadowing се вика, да ги следат секојдневно, да видат како се одвива тој процес и да едноставно практичниот дел да го имаат од некој што веќе го поменал тој пат, да им биде барем на нив некако полесно и да видат дали тоа за нив. Најчесто овие иницијативи, вакви приказни раскажувани кои што може да се чујат, се случуваат во главниот град и секако се мотивираат оние кои што се наоѓаат во главниот град. Но ете имаме доста девојки можеби кои што би сакале да слушнат и би се инспирирале надвор од Скопје. Размислувате ли можеби за некои вакви предавања надвор од Скопје? Слободно нека ме исконтактираат преку фан-страната, јас со задоволство ќе го пренесам моето знаење како и што правиме за да ги организираме овие настани, доколку сме во можност да донесеме некои од говорничките од Скопје во други градови, би ми било задоволство. Меѓутоа, една сум со мојата пријателка заедно тераме оваа иницијатива, не би можела да постигнам сегде. Меѓутоа, некој што е заинтересиран да го организира ова во својот град, слободно нека ме контактира, нема да има никаков проблем. Велите дека сте само две во организацијата и креирањето на овој настан, веројатно дека е доста тешко сите работи да се усогласат, како што кажавте, најчесто проблем се термините кои што овие успешни жени имаат навистина голем број на обврски, но ете одвојуваат дел од своето слободно време за да бидат дел од вашиот настан. Да. Мислам дека е интересот
од публиката, меѓутоа исто така и за нив ова е една многу добра платформа да ја раскажат својата приказна, бидејќи еве работам во стартап заедницата која што е претежно машка популација во тех светот. Интересно е тоа што со оваа платформа им дозволуваме, тоест им даваме можност на англиски да ја раскажат својата приказна, која што понатака може да им служи како референца за интернационални настани, да се види дека има успешни жени од Македонија, па да ги канат понатака и на други настани, бидејќи е многу полесно кога на англиски некој ќе види видео од вас и ќе ја дознае вашата приказна и има поголеми можности според мене. Да, навистина убав начин секако да се чујат успешните приказни и да се мотивираат младите девојки во исполнувањето на своите соништа. Сигурно дека ќе допринесете и за подобрување на позицијата на жената во македонското општество. Го слават ли жените во вашата иницијатива 8 март, празникот на жената, или какво е вашето мислење, затоа што ве споредуваат како некое феминистичко нели здружение? 8 март. Сметате ли дека жените заслужуваат само еден ден и дека вие можеби да работите еднаш месечно за покажување на вредноста и позицијата на жената во општеството? Искрено мислам дека секој добар човек треба се слави секој ден. Вакви празници, да, може се на некој начин потсетник за тоа докаде сме стигнали, што како било понатака. Меѓутоа, да, убаво е да се одбележи, меѓутоа без некоја голема помпа околу сето тоа. Секој добар човек, без разлика жена, маж, треба се слави секој ден. Да, ви го поставив ова прашање затоа што вие ја славите жената еднаш месечно преку овие настани, го давате вниманието секако кое што го заслужува, се со цел секако и жената да успее пред дадена публика, да раскаже својата можеби не така лесна приказна и не така лесен пат кој што го изодела за да стигне до одредена дадена позиција. И веројатно дека и самите тие секојдневно имаат голем број на предизвици кои што сакаат да ги споделат со другите, а 8 март е само еден ден во годината кој што не е доволен, доколку нели ги сакаме да ги видиме промените во општеството. Токму така. Нина, јас навистина ви благодарам што работите напорно за да ги соберете овие успешни жени и да ги раскажат своите приказни. Колку е тешко пак жените од страна да дојдат овдека и на кој принцип ги бирате жените од странство кои што доаѓаат да ја раскажат приказната во Македонија? Бидејќи работам на проектот кој што се вика Швајцарска програма за претприемништво и ние со нашата програма работиме директно со стартап екосистемот и носиме експерти од странство за да го принесат нивното знаење и најчесто тоа се тие жени кои што доаѓаат преку нашата програма да работат со претприемачите во Македонија и со стартап екосистемот и секогаш тие се супер ултра расположени за и не само да ја раскажат својата приказна, меѓутоа исто така одржуваат и работилница во зависност од нивната експертиза. Сме имале до сега за краудфандинг, сме имале за бизнес модел Canvas, што е нешто многу важно искрено за влезница која што е со символична цена, да научиш нешто ново, да слушнеш некоја нова приказна. Така да на тој принцип најчесто ги ангажираме жените кои што доаѓаат од странство, сме имали од Германија, од Англија, од Америка. Одлично ги исполнуват али вашите очекувања посетителите и бројот на оние кои што се заинтересирани во секоја следна средба? Па бидејќи правиме само промоција на Facebook, мислам дека допираме до нека одредена група на луѓе. Сум благодарна за ова гостување за да допреме до некој поширок круг на публика. Секогаш може повеќе посетители. Јас би била среќна кога би имале некоја конференција од 300 луѓе на пример. Дали се помлади девојки тие кои што се во публиката или имаме повозрасни жени кои што иако секако можеби се во по возраст малку постари, сепак спремни за промени во својот живот? Имаме многу интересен микс, значи имаме дури средношколки кои што доаѓаат и имаме господи кои што се на возраст на мајка ми, например, кои што се негде пред пензионирање и така. Ви уживаат секако во сите овие приказни. Дефинитивно. И навистина е убав начин пред се за дружење, разменување на искуство и стекнување на некои нови, можеби и навики и во секој случај идеи како да се промени својот живот и да се оди напред, да се успее во општеството. Нина, ви благодарам што се трудите ова да го направите и што ова утро бевте дел од Македонија денес за да информираме пошироката јавност за настанот кој што се одржува еднаш месечно во јавна соба. Знаеме ли кога е следниот за да го најавиме со датуми, секако како може да аплицираат и да се пријават да бидат и они дел од публиката? Се уште немаме одредено конкретен датум, меѓутоа ќе биде овој месец како и секој месец што организираме на Facebook фан страната. Картите се продаваат преку Групер, бидејќи на тој начин исто сакаме поддржиме онлайн купување во Македонија. 300 денари символична цена, добивате и пијалок и влезница.
Така што следете на Facebook Womenpreneur Stories, таму ќе бидат објавени сите информации. Ви благодарам, Нина, и ви посакувам многу успешни средби со успешните жени во Македонија и надвор од неа. Благодарам, Сања, убав ден.